Најави за денешните настани. Струшките вечери на поезијата годинава домакин на над 50 македонски и 25 странски истакнати поети. Завод и музеј Охрид ќе воведува нови содржини и услуги за посетителите на локалитетите и музеите. Закажа на 44-та седница на Совет на општина Охрид. Американски цариници откриле лажни лубеници полни со дрога. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 30 степени Целзиусови. Во сабота во западна и северозападна Европа и во Скандинавија ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи проследени со засилен ветер и посвежо време. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност, со дневни температури кои што се високо над повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и невообичаено топло време за овој период од месец август, со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 32 до 37 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 28, односно до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во Охрид во недела и понеделник ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 17, односно 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32, односно до 31 степен. Во вторник претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 31 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градот на поезијата деновиве домаќин на истакнати македонски и светски поети. Започна најстарата поетска манифестација во земјава. Годинава мотото е допир на убавината, чествувајќи ја 200 годишнината од кодифицирањето на Брајовото писмо. Се разгоре поетскиот оган започна 63-тото издание на фестивалот Струшки вечери на поезијата. Годинава мотото е допир на убавината, чествувајќи ја 200 годишнината од кодифицирањето. За прв пат Константиновата тага за југ беше прочитана со Брајово писмо. Во паркот на поезијата традиционално се засади дрво во чест на годинишниот лауреат. Не постојат мали и големи јазици, мали и големи култури. Над реката Дрим, Струшките вечери на поезијата ги сплотуваат стиховите на јазикот на цивилизацијското разбирање. Јазикот кој сите ние мораме да го зборуваме и да го почитуваме. Градот на мостовите преку поезијата го обединува светот. Фестивалот во изминативе децении одигра значајна улога во одржувањето на чувството за потреба од пораките на поетите од сите меридијани во мисија за зближување на народите, литературите и културите. Сите ние ја живееме вечноста на мигот, богати и пребогати со мислата дека можеби ќе бидат разбрани пораките кои секоја година одовде од градот на браќата Миладиновци ги испраќаат десетици поети од целиот свет со полни грстови надеж која совршено се римува со овој волшебен простор крај езерото и реката, со ова убавина која природата со сета раскош ја растурила. Donnez-vous un soleil. Дайте си малку сонце, ве молам. Сонце малку дайте си. Макар и во мигот на некое поаѓање, макар и врз урнатините на пейсажите, макар и за да го осветлите само неуспехот на љубовта и разумот. Дайте си малку сонце.
Годинава поетска струга ќе биде домаќин на над 50 македонски и 25 странски истакнати поети. Фестивалот завршува на 26 август со традиционалното читање на Мостот на поезијата. Охридското културно богатство е магнет за странските туристи. Оваа година посетеноста на музеите и локалитетите ќе биде приближна на 2019-тата, која е најуспешната во изминатите 10 години. Во иднина тенденција на Националната установа Завод и музеј Охрид ќе биде поразновидни и поквалитетни услуги, а не квантитет. Големиот интерес на туристите за посета на културно-историските локалитети и музеите во Охрид укажува на тоа дека повеќе треба да вложуваме во промоција на културниот туризам. Според анализите на Националната установа Завод за заштита на спомениците и музеј Охрид за посетеноста на музеите и локалитетите од 2010 година до денес, најуспешна по број на продадени влезници била 2019 година. Годинава посетеноста ќе биде приближна на таа предпандемиска година, смета првиот човек на Завод и музеј Горан Патчев. Најпосетени локалитети се Самуилова тврдина и Залив на Коските, предначат и се такмичат меѓу себе кој повеќе ќе има посетители. Во последнава година Залив на Коските е ненадмешен во број на продадени билети. Меѓутоа, како што реков, треба да поработаме на поголема пристапност, инклузивност во музеите и збогатување на понудата и од трговска стока и угостителски услуги. Новиот директор на Завод и музеј посочува дека во иднина тенденција на установата ќе биде да не се врши притисок врз музеите и локалитетите со квантитет, туку да се подобри квалитетот на услугите. Во иднина наша намера е да преминеме на едно повисоко ниво на услуги, да ги користиме креативната индустрија, применетата уметност за нечиите. Во ова прилика ги повикувам на соработка. Ево во следна прилика на управен одбор ќе го поставиме тоа прашање да се збогати понудата на сувенири, да се промовираат. Имаме прекрасни простори за излагање, за промоција и за продавање на автентични сувенири за Охрид. Охридското културно богатство е магнет за странските туристи. Оваа година до јули најмногу посетители имавме од соседните земји, како и од Полска, Холандија, Белгија и Англија. 44-та седница на Советот на општина Охрид во четврток 29 август со почеток во 9 часот. Обемен дневен ред пред градските советници со вкупно 99 точки. Свикана 44-та седница на Советот на општина Охрид на 29 август, четврток со почеток во 9 часот. На дневен ред се 99 точки, меѓу кои годишни извештаи за работата на образовните установи, како и годишни програми за тековната образовна година. Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во основните училишта и со помалку од 25 ученици во средните училишта во Охрид, програми за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности. Пред советниците ќе се најдат и извештаите за работа на јавните предпријатија за периодот од 1 април до 30 јуни оваа година, како и годишните планови за вработување во јавните предпријатија и општина Охрид, извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 1 јануари до 30 јуни оваа година, како и 6-месечната реализација на програмите во различни сфери. Советниците ќе расправаат за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за периодот од 1 јануари до 30 јуни оваа година, програма за измени и дополнување на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за периодот 2024-2026 година. Предлог одлуки за донесување урбанистички проект со план за парцелација за неколку градежни парцели, а советниците на 44-та седница ќе одлучуваат и за збратимување на Охрид со градот Пула од Хрватска. Организиран превоз за скребатно за Успение на Пресвета Богородица. По повод големиот верски празник Успение на Пресвета Богородица на 28 август, општина Охрид организира превоз до село Скребатно, каде е големиот верски храм посветен на Пречиста. Тргнувањето е во 8 часот и 30 минути од пред седиштето на Шпаркасе банка на булевар Туристичка и од сред село во Лескоец, а враќањето за назад е во 16 часот и 30 минути, информираат од локалната.
Од ноќеска на полноќ горивата поевтинуваат за 2 денари за литар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Новите малопродажни цени на горивата се следниве. Евросупер БС 95 ќе се продава за цена од 77,5 денари за литар. Новата цена на Евросупер БС 98 ќе изнесува 79,5 денари за литар. Литар евродизел ќе чини 69,5 денари, а екстра лесното масло за домакинство ќе се продава по цена од 69 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот не се менува и останува 46,295 денари за килограм. По дневникот ќе можете да ја погледнете новата видеосторија од серијалот на ТВМ Заедницата има многу лица. Денешната епизода ја посветуваме на младите лица во Охрид и ви го представуваме Георги Ставрески, дипломиран доктор по општа медицина при Медицински факултет Скопје, член на Универзитетски совет и сенат при УКИМ, парамедик, координатор и демонстратор по прва помош во Црвен крст Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 7 лица загинале, а 12 се повредени во пожар во хотел во Јужна Кореја на околу 25 километри западно од Сеул. Пожарот избувнал на 8-миот кат од 9-катниот хотел. Во времето на несреќата во хотелот престојувале 29 гости. Иако пожарот не се проширил во голема мера во внатрешноста на зградата, луѓето загинале во ходниците и скалите поради загушување со чад, јавува сеулската новинска агенција Йонхап. Токму поради ова сознание, гневот на јавноста се префрлил на пожарникарите, кои сега се обвинуваат дека стигнале предоцна и наводно не реагирале адекватно. Причината за пожарот се уште не е откриена, соопштиле од Министерството. Лидерот на Хамас, Јахја Синвар, кој дојде на чело на оваа организација по атентатот на поранешниот лидер Исмаил Ханија минатиот месец и организатор на нападите на 7 октомври, како услов за прекин на огнот во Газа го поставил сопственото преживување. Тој претходно изјави дека ќе му биде чест да умре борејќи се со Израел, а сега, според новите извештаи, наводно рекол дека договорот за прекин на огнот би бил можен доколку Израел ги прифати неговите барања, неговата безбедност да биде загарантирана и дека Израел не смее да се обидува да го убие, пишува Нью Йорк Пост. Амбасадорката на САД во Обединетите нации Линда Томас Гринфилд на седницата на Советот за безбедност изјавила дека на повидок е договор за прекин на огнот во појасот Газа и ослободување на заложниците. Таа истакнала дека предлогот објавен минатата недела од страна на САД, Катар и Египет е усогласен со планот што го представи американскиот претседател Џо Бајден во мај, а во јуни го одобри Советот за безбедност. Американска телекомуникацијска компанија е казнета со $1 милион поради лажен повик со гласот на американскиот претседател Џо Бајден. Федералната комисија за комуникации соопштила дека американската телекомуникацијска компанија Lingo Telecom во јануари со помош на софтвер за вештачка интелигенција бил генериран гласот на Бајден за повикување на гласачите во американската сојузна држава Њу Хемшир да не учествуваат на прелиминарните избори на Демократската партија. Фалсификувани биле информациите за испраќачот за да изгледа дека повикот е упатен од Демократски политички комитет. Компанијата Lingo Telecom се согласила да ја плати казната и се обврзала на единствена програма за проверка на доверливоста на клиентите што ги користат нејзините мрежи за пренос на податоци, соопштила Федералната комисија за комуникации. Американски цариници откриле лажни лубеници полни со дрога. Тие запреле камион на американско-мексиканската граница во кој дрога метамфетамин во вредност од над $5 милиони била скриена во лубеници. Дрогата била завиткана во пластика обоена во 2 нијанси на зелена боја за да личи на лубеница и била ставена меѓу вистински лубеници. Запленети биле повеќе од 2 тони метамфетамин во вкупно 1220 пакувања, пишува BBC. Возачот бил предаден на службеници од Министерството за внатрешна безбедност. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!